Откако е формирано специјалното јавно обвинителство во септември 2015 година, 20 обвиненија се потврдени до јануари годинава, а во кои обвинети се 142 лица, како и 7 компании. Првата жена на СЈО, Катица Јанева, при вчерашното презентирање на првиот преоден извештај на Организацијата за безбедност и соработка на Европа за работата на СЈО, побара од судовите поангажирано да закажуваат рочишта, бидејќи иако засега нема опасност од застарување на делата, сепак таква евентуална ситуација за случаите на СЈО треба да се превенира. Јанева за прв пат откри дека на 15 септември, кога треба да биде презентиран шестиот извештај на СЈО за текот на својата работа, ќе биде запишан и посебен дел за работата на судовите и судиите. Има дел од самиот извештај кој ќе биде даден сега на 15 септември, ќе има еден посебен дел, аспект специјален извештај, кој ќе се однесува на одредени нерегуларности, недоследности во работењето на судовите и на судиите. А како што нотира извештајот на ОПСЕ, во моментов се водат уште 12 истраги кои треба да завршат со обвинителен акт. До рокот за поднесување обвиненија, СЈО ги нема завршено Талир и Табла, а дополнително објави дека ги започнале истрагите странски служби, Друмарина, Рентген, Продуцент, Лидери, Тарифа 2, Транспортер 2, а од јавното обвинителство во предистражна постапка ги презедоа Скопје 2014, Актор и Космос. Во март годинава беа објавени уште 3 нови истраги – Попис, Мокник и Актор. Екс-лидерот на ВМРО ДПМН во тековните 12 истраги осомничен е во 3, а во една, според СЈО, е мотив за делото. Талир, осомничени Никола Груевски и 10 други лица за незаконско финансирање на партијата ВМРО ДПМН преку перење пари во период помеѓу 2009 и 2015 година. Попис, поранешниот премиер Груевски и лидерот на ДУИ Али Ахмети се сомничат за злоупотреба на службената положба поради запирањето на веќе опочнатиот попис на населението во 2011 година. Актор, поранешниот премиер Груевски, поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киески и 8 други лица се осомничени дека ја наместиле постапката за јавни набавки за изградба на автопатот Демир Капија Смоквица во корис на компанијата Актор. Странски служби, осомничени се помошник министер и началник на оперативна техника на УБК во МВР за злоупотреба на службената положба и овластувањето. Според истрагата во 2014 година во октомври и ноември по барање на еден од осомничените, странска компанија изготвила извештај во кој било наведено дека на подрачјето на град Скопје со своја опрема детектирале нелегални активности поврзани со дупли базни станици. Целта била да се оправда позицијата на Груевски дека странски служби прислушувале во Македонија. Високата офицерка за владење на правото при ОПСЕ, Мишел Принц, на истата трибина упати порака до собранието, за кое што рече треба да направи измени во законите за мандатот на СЈО, бидејќи во моментов судбината на ово обвинителство е неизвестна.